Народниот правобранител регионалната канцеларија во Кичево по сопствена иницијатива отвори постапка за отпадот кај местото така наречено Бунарот на Сефер, каде пред неколку дена протестираа жителите, барајќи од општината да не им ја загадува животната средина. Илбер Руфати, заменик народен правобранител, соопшти дека од општина Кичево е побарана целокупната документација за конкретниот случај. Оваа институционална активност следува по информациите и загриженоста изразени од жителите на населбата Рештан, Пашино Горно, селото Трапчиндол, Лапкиндол, како и од други граѓани и представници на граѓанското општество кои отворија сериозни дилеми во врска со можните влијанија на овој проект врз животната средина, јавното здравје и квалитетот на животот. Во рамки на постапката од општина Кичево е побарана целосна документација што се однесува на одлуката за утврдување на локацијата, урбанистичката и еколошката документација, студијата за влијание врз животната средина, спроведувањето на јавни консултации, предвидени мерки за заштита на здравјето и животната средина. За оваа состојба телевизија 21 побара став од општина Кичево. Градоначалникот категорично негираше дека станува збор за таков проект. Тој изјави дека местото е расчистено со цел да се изгради стационар за кучиња скитници. Протестите не знам од кои причини се организирани, искрено да ви кажам, јас сум изненаден. Ние таму упативме на машина која требаше да расчисти на државна парцела, на која што може, да кажам ексклузивно да речем, би можело на таа парцела да се изгради ова прифатилиште за кучиња. Меѓутоа, во долг разговор со урбанистите во општина Кичево, во неколку наврати, неколку посети на тоа место се наоѓа во една дупка и мислам дека од Раштан е оддалечено воздушно, некаде околу 4 до 5 километри, а исто така и од најблиското сел Лапкиндол или Трапчиндол ми се чини дека 3 до 4 километри оддалечен. И тоа преку рит, значи во една дупка. Така да не знам кој успеал да ги убеди граѓаните дека не ќе биде нешто штетно по нив или ќе биде штетно по речниот слив, тамо не постои никаква река. Значи тука нема речен слив. Од Канцеларијата на Народниот правобранител по сопствена иницијатива е отворена уште една постапка и за состојбата со поплавите во Кичево, при што се изразува сомнеш дека ваквата ситуација се должи на системски недостатоци во управувањето со атмосферската канализација и на нередовното одржување на речните корита.